Здраво живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Добро е, не сме го заборавиле интрото. Здраво, Панче. Никако. И ја треба да ти повторам, и затоа во најавата во нашата Facebook група го напишав уводниот дел, да видам Така. дали точно ќе кажам, ама не сме заборавиле. Да, богами, долго време некако пауза направивме. Пауза, Еве меѓутоа не со причина. пак, да, со причина, со причини. Не радува тоа што не сте не заборавиле, гледаме дека подкастот е активен цело време има слушатели. Мене неколку пати ме праша и Панчи исто кај се епизодите, кај сте вие, кога ќе се снима, така да супер, не очекував искрено толку реакции, ама ме радува во секој случај. Квалитетот се слуша на далеку, така викаат. Ама Така. ќе почнеш ти или да почнам ја? Привеги ја кај мене може да кажам дека да, имаше промени, се одморивме ко прво и основно, верувам дека јас и ти се одморив. Кои сите. Сите си дојдовме, Да. си бевме на одморчиња, не? Ако е пак ќе правам одмор, ама заслужено, не знам, ама не е битно. Важно, да, напишав ја или назначив дека имавме некои промени во работните позиции. Мислам, ја фирмата не ја сменив, меѓутоа ја сменив позицијата. Сега звучи на уште на лесвичка погоре, значи воздухот е уште потанок. Ми треба малце поише боци за кислород. Ама не е битно, ми правиш паст и посебно е тоа доброто што сега сум поблиску до дома, значи сега сум во Лимбург, порано бев во Вецла, значи не дека временската дистанца ми беше по денот трошев на пат околу саат 20 на минути. Бев у комшина Марина, и сега сум малце подалеку од Марина. Сега сум во Лимбург, главен за маркетот во Лимбург, за исхрана, за и други, освен исхраната, сега и друг дел добив. Не дека одговорноста ми е сега околу 150 души, во Дотинов беа некако околу 80, сега се околу 160. Си просперираме, си екзистираме и затоа беа малце овие месеци, малце и за мене возбудливи, малце напнати, малце, да речам, нова средина, нови лица, нови личности, кога сменуваш без разлика одговорноста си иста, меѓутоа, али задоволството или работата се уште ми прави задоволство, а посебно ми е задоволство како што наведе и ти и јас долго време немав отворена нашата платформа, таму каде што потврдство и кога гледам, они се слушале, се ова, се она, пригам, добре, одлично, супер. 52 емисии, последната беше на 13 јуни. И еве, денес, на 3 октомври, денот на германското збратимување или братство единство, да речеме. Ја снимаме следната сесија или полувреме или што ти ја знам, некои викаат новата ваква е. Ние тераме, не се си тераме на едно. Денеска е 53-та епизода од нашиот подкаст и се надуваме дека и понатаму ќе не слушате, ќе бидеме интересни, ќе носиме новитети, ќе носиме информации, али и занимливости за нашите слушатели, без разлика дали се во Германија, дали не се во Германија, дали се во Македонија, дали се преку барата или било каде. Ете, ја кажа во кратки црти што се дешаваше кај мене. Сега Марина има многу да каже. Па, добро, да, има. Некако ни се погоди на двајцата во исто време. Јас на 1 јули почнав со нова работа и ти тогаш или порано? Да, така беше. На 1 јули и јас и двајцата почнавте 1 јули. Ова е стварно малце интересно. И добар другар, мислам, најдобриот другар на Миле и нашиот кум, исто така почна на 1 јули, така да, некако многу луѓе смениле работи очигледно тој период. Јас на 1 јули почнав после 13 години во јавна администрација, се осмелив во приватна слободна економија да си пробам. Во една ревизорска куќа, Deloitte, позната е за тие што се во тоа поле. Порано, искрено, јас не ја знаев, ама откако дознав што прават, како прават, многу одамна ми беше желба да влезам таму. И така си успеав, почнав во јули, сега сум веќе 3 месеци таму и така за
3 месеци во приватна фирма после 13 години во јавна администрација. Можам исто да кажам дека беше дефинитивно правилна одлука. Ова е друг свет, буквално, другачие се работи, многу побрзо, поефективно, ама поедноставно исто така го приметувам, и како зборат, како комуницираат, онака многу едноставно се изразуваат, многу не сакаат да трошат многу време во состаноци и слично, што беше тотална спротивност со моето време на факултетот, каде што пола од времето ми беа митинзи, што можеа да бидат мейлови, ама нема врска. Работата уствари ми е, онака, сите називи во таа фирма се на англиски, така да јас сум официјално консалтент на германски берача или на македонски советник за миграцијски услуги, значи immigration provider, работи уствари за значи клиенти кои што вработуваат луѓе од странство и ние им ги сретуваме работните визи, работните престои на нив и на нивните фамилии. И Deloitte, клиентите наши се едни од најголемите фирми, како Google, Facebook, Mercedes и така натаму. Така да е многу за мене скроз нова средина. Порано нели имав допир што нели различни видови на престои, дали беа студенти или бегалци и така натаму. Сега сум само со луѓе со работна виза и тоа со луѓе што стварно се повеќето во IT браншата и тоа е за мене, беше за мене скроз нешто ново и баш ми е интересно да учам да гледам што работат, како работат, какви им се договорите и кои им се одговорностите. И пред се колку се стари, односно, значи, да, иднината е на младината, тоа е факт и тоа го гледам, го приметувам секој ден. Алис in Allem ми се свиѓа многу, задоволна сум многу, претежно сум во home office. Као реков еднаш неделно дека сакам да одам во следната канцеларија, тоа би ми била во Франкфурт. Ама некако не се погоди, искрено ти кажам, баш вчера ми стигна мејл, вика имам шкафче као резервирано и таму ми стои тастатурата, дека немаш свој биро таму, кога и да сакаш да одиш во канцеларија, треба да си резервираш биро, односно, да, биро. И тастатурата ти ми се во шкафче. Сега треба на 5 недели да го отвориш еднаш барем, за да остане твое. И ми стига мејл, онака не си била 5 недели на работа, дојди да си го отвориш шкафчето. 5 недели не сум била, ама не е дека, мислам, ја немам одмор, работам стварно многу од дома и повеќето колеги така беа последно време дека имаше многу работа и викаат као и тоа беше мојата логика, не можам да си го трошам времето на возење. И јас воз идев до таму и со кола да отидам саат време ќе ми помине, ти знаеш како е да се патува толку до работа. Браже гаталец. Да, и така да сега планирам сега сакав утре да одам, ама слушнав дека неколку се и настинати, нели тоа е сега актуелно и не сакам да си фатам нешто, бидејќи другата недела доаѓаат моите, ги чекам ептен со туша. Така да, и плюс стварно имам работа, ќе си почнам са бајлек, си завршам на време и така, ќе си го заштедам времето за возење. Начна една тема што е интересна, например, ти рече пред тоа беше во државно, сега си да речем, Deloitte е сепак приватна фирма или голема компанија, тоа е европски бренд или европска компанија за посредување на стручен кадар во различните бранши. Дали ја осети одма покрај тоа што рече, значи еве на пример по-брзо, поефективно, по-флексибилно и сите работи, дали има некои други работи кои што ги осети на пример сега 3 месеци, не се малце, ама сепак има некои вакви. Дали разликата измеѓу државново и да речем ова што сепак е приватна фирма? Да. Има како нема. Има тука се работи со нели цели што треба да ги
постигнеш и задачи кои што треба да ги завршиш и мора да се завршат. Нема како во јавна администрација, добро, почекај, ништо не може да се деси ако не си завршиш на време. Тоа најмногу го приметив во начинот на заменување на некој кога некој е на одмор или е болен. Значи, кога бев во бюро за странци, например, во Ауслен на Београд, немавме таму замена. Недела 2-3 ако си на одмор, мислам, нормално има официјална замена, ама тој од 20 со неговата работа не може да се справи, не па и твојата да работи. Така да тој презема само многу итни случаи и некои итни работи. А тука е буквално двајца те заменуваат. Еден ти го надгледува инбоксот да види да не ти стигнат некои итни мејлови, друг ти прави замена, односно обработување на случаи. И нема тука, значи нема и пола тим да е болен, некако ќе се распредели работата за барем итните работи да се завршат. Тоа најголемата разлика ми беше. Ја не сум работил државно, не можам да кажам како во државата, јас сум секогаш работил за, да речем, приватни фирми или приватни компании или без разлика, затоа би интересно, например, кога познати или било како еви од твоето искуство, кога тоа ќе му кажат веќе од државното, да, се работи таму, ја верувам дека се работи таму, меѓутоа тој, да речем, притисок или ние што го викаме тој друг или тој штрес или таа, да речем, ефективност е сосем подруга отколку е кога си во приватна фирма каде што, например, се знае, како што рече, например, толку случаеви треба да ги работиш, точка, не? Да, а овдека се знае, од 4 до саат паѓа, чукат зворото и сите се пред врата. Петок у 12:30 со секчето у кафетерија. Не, значи нема споредба, Панче, работат, значи работат овие поготово повеќето колешки што ми се многу млади, те што би рекла мајка ми опасни. Тоа значи да така да се наодливи за паметни луѓе. Од друга страна, мислам, еве сега ти по твоето тоа што го кажуваш, например, ја мислам дека таа работа кога сега ја работиш, повеќе те исполнува, ако можеби е апсолутно, да. Можеби малце е по притисок, по напината, по ова, со термини, со ова, со тоа, меѓутоа, прибидејќи фирмата е така конципирана со таа флексибилност, со таа могуćност, например, да одлучиш да надеш, оди сепак државното е таа, значи тука е, немаш толку голем коридор каде што можеш нешто да одлучиш и да дадеш само иницијативна да бидеш. А тука сепак, да речем, од друга, овие што се, да речем, поголемите компании или корпорациите, имаш, например, поголема моќ на одлучување. И верувам, Марина, ти не си на крајот од тоа сега што почна. Па не знам да ти кажам. Сега од почетокот почна, значи јас сум сега сум мислам, мојата позиција е на сениор ниво, од почетокот ми покажуваа како се работи луѓе на джуниор позиција, значи да видам и од почеток буквално како се работи. И мислам дека би била задоволна некое време барем со сениор позиција, за последното би било менаџер, здравје, значи немам сега такви амбиции. Прво ова да го совладам, ќе видиме. Сега ќе дојдеме на втората тема што ќе ја кажеш ти, ама сакам да кажам, еве, например, ти кој што викаш, значи тоа сакам, ти си, например, пример дека доколку луѓето или доколку фирмите приметат дека кандидатите имаат соодветен бекграунд, значи искуство, познавање, диплома, дека не почнуваат од джуниорчиња или јуниорчиња или мажоретки, ами им даваат таму право да одат на сениор позиција. Ако си сениор или сениорита позиција, тогаш сепак си веќе на, да речем, на второ, трето ниво, да речем, на скала на кариерата. Значи сепак имаш поголема перспектива и во тој поглед. Значи, тоа ти си, например, жив пример. Јас сум некој си постар пример или фосил, ама кај тебе можеме, например, да кажеме, ете, например, беше во државното и сега примете, окей, државното, што можеш во државното да бидеш? Поголем од чиновник не можеш да бидеш. Ќе добиеш некоја, например, друга платна група или така, како више таму тоа. Да. Некоја врз основа на бројот на годините на искуството во општината или во уредот, во фондот за или во бирото за вработување и толку ќе биде. Ако се отвори, ако отиде тој што ја добил позицијата да биде одговорен на оделот, ако тој нешто се направи, тогаш може некој да напредува. Иначе напредок во државното... Да, тоа беше
Да, тоа беше Не? уствари, да, ти треба диплома за одржавно да почнеш секој Да. случај. Мислам, може и таму со искуство да почнеш, ама секако си бараат некое формално образование. Интересно беше тогаш кога студирав мастер, побарав градот да ми ги плати трошоците, значи тогашниот работодавец. Прво не ми дозволи, јас си почнав, сепак си плаќав од свој джеб, па после тоа се смени нешто во политичките одлуки и ми дозволија, супер, фала многу. Мислам, стварно сум и многу благодарна дека таму пораснав, што се вика, таму си ја почнав да си ја градам кариерата. Ама уште кога потпишав договорот, значи уште, што се вика, 2 месеци од не 2 месеци, ама 1 семестар имаше поминато од студиите, ми кажа, еве ти помагаме, значи еве ќе ти ги преземеме трошоците, само тоа, нема друго, нема нешто плюс ден одмор или слично за учење или за испит. Само да знаеш дека кога бидеш готова, не можеме да ти понудиме повисоко место работно. Нема такви работни места, тоа е веќе со мастер си веќе највисока платежна група во администрација и претпоставувам си знаеа си имаат некој преглед на кое место е и во јавна администрација луѓе ретко менјаваат работи, така да најчесто може да се очекува дека тие луѓе до пензија ќе останат таму и они се знаеа, има неколку ограничени места и тоа мислам 5 пати ми го спомна дека не е загарантирана работа и после кога кажав дека си одам нели на факултет, као изненадени. Шо? Да, како мислам. Какво чудо. Да. Ама визол. Па самиот визол. Да, така е. Судеба по учење, стварно, освен шефот и овие колегиве, никогаш не ме праша онака како тера, ти треба ли нешто, онака во породилно одсуство пишував мастерот. Што ти кажам? Ама добро, нема врска. Ама па ете, значи, си е во ред, државно, не е проблем, не е сигурно, пензии, треба мече трала хопсаса. Ама треба човек да биде скроен, да речам, во наводници, да издржи таа монотонија во следните 40 години работа. Оди толку е таа. Фиокат отвори, печатот так, добар ден, добро утро, пријатно, збогом со здравје. Так. А ваму денеска си со еден, утре си со друг, други ден со трет, па вака било, па дома работиш, па треба да отидеш до Франкфурт, па треба ваму, па ќе те пратат на семинарче, па може и некој преку од јас ќе ги пратат, оти Телоти и голема, таа е мултикомпанија, например. Да. На сите, на целиот свет, тоа е, да речем, global player, што се вика, во тој сегмент, да? Така да, јас секогаш викам, окей, се е во ред, ама треба, поготово кога човек има капацитет, треба да оди напред. Без разлика што може биете полностите, па речем, тие го си останала таму, ќе си била ко бубречи улој. Так, и ден ќе рече, апсолутно, да. Овакво речи го, ама треба да си скроен за таа, да речем, во наводници, монотонија чиновничка. Да, сега, например, шефот кај што бев во тоа бюро за странци си отиде и да останев таму. Сигурно ќе се пријави, ако не на неговото место, барем на заменичката, што сега ќе го наследи. Може би таа ќе напредуела тало и после тоа само така, да речем, тие места се отвараат или на тие места можеш да бидеш ако си на вистинското место во вистинското време. Да. А ако го промашиш тоа време, ако го промашиш местото, ќе кмишиш и ќе чмаеш некој биренце до крајеви. И никој нема да те примети да те осети. А ваму е сосем подруго. Прибидејќи сепак. Не е тоа, мислам дека патрешам никој ќе речеме приватна фирма. Ја и Глобус е приватна фирма, ама сепак тука на пример ние сосем поинаку се понашаме на пример спрема таа фирма. Верувам дека исто тоа е дилоти, на пример. Ние не викаме газда, тој газда вој. Не, тој самиот работи за фирмата. Да. Камера синовите се во вакво та дори едниот е и на моје ниво, прошто го учи за наетот, да речем, не? Да биде еден ден горе. Сега, така му било судбината, го родили у таа фамилија, фала Богу дека ќе наследи еден ден фирмата. Ама, влегуе во фирмата, да речем, почнува, да речем, сега може нема да почне како Феројма, да речем, да ги реди регалите, ама сепак го пуштаат во да речем, најситната групација, за да може од оздола да го научи за наето, за да може понатаму да просперира.
И тоа мислам дека е големата разлика. Тоа размислување во него ќе рече газдите таму, газдите тука. Газда тука не е газда, он е вработен на фирмата, он се грижи за фирмата, он не ги брои. Да, и тука возните паркови им се големи. Да, и тука јадат и пијат моети, шампањи, и што ти ја знам таму и кавијари, и хумари, и сите тие работи, ама се уште се клопени или активно влијаат активно учествуваат во фирмата. Ти рече за партија, не ме за мешаш партии тука нема партија, избори доли има, на кои ќе речат луѓето и ние тука почнавме со партии да се надујаме. Не. Јас помнав сега, ти имаш вакво е бекграунд. Сега ќе кажеш нешто друго. Ја и од Остоев и вакво е да си поучиш и да се надуеш. Сега причај, певај дали. И пред некоја епизода, кога да биле пред 2-3 недели, пред неколку месеци, како и да е, Панче, односно јас спомнав дека си почнав нешто ново, дека имам као ново проектче кој што ќе ми одземе повеќе време и затоа ќе бидам и малку поодсутна од подкастот и тој план ми беше долги месеци во некоја фаза на експеримент. Се запишав на правен факултет со моите нежни 39 години и со тоа си остварив една желба што ја имав, не знам, 10 години сигурно. Кога почнав обука или Ausbildung во јавна администрација, учевме многу правни работи, мислам, не беше толку нели во длабочина како што се учи на правен, ама така, повеќе предмети правни, многу ме заинтересира и си викав леле како не ми текнало порано ова да го студирам. Сестра ми студираше и заврши правен во Скопје, ама некако не живеев тогаш, веќе бев преселена и не можев баш да следам како учи, што прави, какви се предметите и слично, така да тек, како што кажав, кога почнав со обука, некако доодев до допир со таа тема и стварно многу ме заинтересира, ама си реков, ајде, нели, сега почнав нешто друго, почнав обука, не можам да студирам, тука да се студира правене, полно работно време, онака, многу, се знае дека се учи многу, втор најтежок факултет во Германија после медицина, и така да планот ми беше, ако добиам некојаш на лото, дека ќе дадам отказ и дека ќе се посветам на правен. И сега лани кога се кажи Ко добиеш на лото, ама ти не доби на лото, ама сепак сега студираш правен. Да, тогаш беше лани, уствари кога веќе донесов одлука да напуштам на факултет и сега не знаев како ќе се пријавував на работа, некои досадни работи имаше, од интересните ме одбива, Делојт ме одби исто еднашка. После ме примија, да. И така да не знаев што како ќе биде. Една опција, еден план ми беше да не работам ништо вака кај во други фирми, односно да си продолжам само со мојата дејност како преведувач, толкувач. И во склоп со тој план си реков, па ајде, ако биде така, тоа не би било и онака полно работно време. Нели, сама можам да одлучувам што како ќе прифатам и така почнав да пребарувам на интернет кај може како се студира, нели, дали може нешто вонредно и слично, и го најдов единствениот факултет во Германија, правен, каде што може да се студира онлайн, односно вонредно. И тоа е на Fernuni во Хаген. Имаат кампуси на цела Германија, мојот следен кампус е во Франкфурт, ама до сега беше се онлайн, значи предавањата, вежбите, испитите, има неколку испити што мора да се да бидат значи лично да ги полагаш. Цел овој семестар ќе имам такви, здравје во марце. И така, правниот тука те спрема за правосудниот испит, значи здравје за некои не знам колку 4-5 години, ако ги исполнам сите услови би го полагала правосудниот во НРВ, дека таму е Хаген. И така, сега ново е, мислам дека има на овој факултет и на многу други интегриран бечелор. Порано направен било така што студираш и ако не го положиш правосудниот, тогаш ништо не ти користи факултетот. И замисли се да си студирал 5-6-7 години, полагаш 2 пати правосуден, го паѓаш, што имам имав пријатели и познаници што им се случи тоа.
И после ништо не можеш да го искористиш правилно, не можеш пак да студираш, дека во Германија кога ќе те отпишат од еден факултет, не можеш истото да го студираш во Германија. Така да тоа било многу, мислам, нели психички товар и плюс онака си потрошил многу пари и време за факултет и ништо не може да ти послужи за кариерата, така да го воведоа тој интегриран бечелор, значи здравје, ако стигнам до таму, ќе ми ја дадат валјда и таа диплома, да тоа не би ми требало, мене ми е цел правосудниот и понатака ќе видиме. Ако се одлучам да си дадам отказ и 2 години да бидам референдарен, негде да правам пракса 2 години и после вториот државен испит, после би можела да бидам адвокатка. Здравје, до таму има многу време, многу варијабли што може да се, нели, што играат улога. Тоа не ми е никако во преден план, значи баш напротив, како хоби ми е, од кејф го правам, немам никаков притисок да земам толку многу предмети, да полагам испити и слично, значи можам буквално еден модул да си земам, еден предмет да си земам од семестар и да студирам 5 години. И тоа е окей, мислам, не ми зависи ништо од тоа. Само нешто сакам да прашам, бидејќи јас сум од таа и верувам и ти си од, да речеме, тој класика. Знаеш, ние одиме на предавање, па амфитеатар, па колешката, па колегата, сите се тука собрани, ваму таму. Онлајнов е, например, исто ко, да речем, сесија и еден куп пеџерчиња, да речем, имате предавање, еден, да речем, професоров си предава, ќе ви го пушти билширмот да биде фрај, например, за вас, и ако има некоја да се вакува и така оди, значи тоа. Да им кажеме на слушателите, бидејќи може, значи ти сега емисија е така направена, ама сепак ти си жив пример како може тоа целото. Да, апсолутно, значи има луѓе, повеќето што се многу различни, значи студентаријава е многу различни профили, повеќето се значи во работен однос работат. Има фамилиарни луѓе со по 3, 4, 5 деца што студираат, има луѓе што завршиле медицина и сега студираат правен, значи по 5, 6, 70 години, се стварно секакви луѓе. Во тие поголемите модули или предмети сме од 300 до 500 души. А може и друга да се студира, мислам, не мора сам, нели, правен, има психологија исто многу познат од таму и стварно се супер организирани. Мене ми е ова втор пат да студирам онлайн. Мастерот што ми беше во Касел исто беше онлайн, претежно, имаше на почеток на семестар секогаш настани таму и предавања, ама претежно беше онлайн. Во живо сум студирала во живо, мислам вистински по старо сум студирала во Скопје, во Македонија, тогаш. Ама тогаш не бав ништо друго, така да тоа беше онака најубаво време. Што ми текна сакам уште само да прашам, а кога бираш тоа што ќе бидеш, например, штрафата или окей, штрафата или вините, работи тоа брачно, фамилиарно, правно, приватно? Тоа на крај не мора да се прави, колку што знам сега ептен сум, ти викам почетник, не мора да се прави као фах, као специализација. Треба да кажеш дека не си више бруцош, дека си го положи првиот. Не сум, да. А Емија? Фала, положив Legal English, знаев дека ќе се исплати сите серии, ќе се исплатат сите серии што ги гледав. На англиски мора да имаш еден од условите да се пријавиш на правосудене, да имаш некој предмет по странски јазик положено. И да, тоа си го положив, сега чекам резултати за другите. Тоа е малку мачно, по 2 месеци се чекаат резултати, така да ќе видам. Малку е, да, возбудата е голема. Спомна 5 години, 10 семестра или како? Па во просек, да, 10 семестри, сега не знам, немам некои најнови статистики, ама да, 5 години се студира. Ама со тоа што минимум една година се инвестира во подготвување на правосудниот. Значи, една година само учење, ништо од сабајле до вечер, само тоа. И не знам како би било реално здравје. Викам се здравје, се уште е многу рано. Фала Богу, од здравје подбор нема. И уште нешто, скокотка може да прашам, кач пара или вас коста еден ганце шпас? А не е скапо. Државен факултет, тој не е приватен. А државен факултет? Ја мислам дека приватен. Државен факултет, не, државен факултет е. Да,
државен признат, мислам најнормално. Значи нема Не, во Касел ми беше поскапо, покрај тоа што и таму беше државен факултет, Уникасел. Таму ми беше 1200 од семестар. Сега е 1800, мислам, ако не се лажам. И плюс студентgebühren тие по 180 како беше за модерни студенти. А сега ми е 110 евра плаќам од предмет или од модул. Првиот семестар земав 4, што е стварно многу, ама си викам ајде да видам како ќе биде. Дека реално јас имам и многу познавања од вака и од по работно и од се друго што учев. Еден предмет по административно право, например, ми го призна од Касел што го завршив. Ми го призна како да сум го полагала на FEAN Unihagen и така. Значи по 300-400 евро од семестар. Се јаде стварно, затоа што не мора нигде да идеш, сите онлайн, многу добро се организирани, скрипти праќаат по пошта ако сакаш да ти ги пратат. Во хартиена форма и на концесија, значи има платформа, книги, пристап и стварно е супер. Одлично. Значи ти си фактички жив пример за некој ако го слуша подкастот или ако активно учествува во подкастот. Значи, имавме епизоди за мењана работа, вака, така, значи тоа го применивме двајцата, да речем, успешно. Значи, ние сме живи примери дека ако го слушате подкастот и некои епизоди кои што сте го кажале, можете да просперирате. Ти си на втора област, зборувавме ние и за вакво е за запишување на факултети и школски систем Германија, ти си жив пример, го применуваш тоа, и ако рече во цутот на младоста си, и сега мораш да кажеш дека си жив пример и за уште една последна тема, а тоа е вие со Миле си имате ново гнездо. И Тино. Да, си имаме, кој слушаше некои од последните епизоди, стварно беше беше долг пат. Барање на стан, баравме, мислам, па сега да не претерам, година дена, повеќе или помалку активно, баравме нов стан и конечно го најдовме, снимам прв пат во новиот стан и тоа во на Марина не смета никој. Биро. Не ми смета никој, ама бирово е во подрум, малце ми е страв, ама ајде, ќе се навикнам. Па сега ти. Не сум живеела никогаш во куќа. Мислам, не сум живеела никогаш. Не сум, нели, тука на први спрат одма со, нели, што може секој да влезе одма, секој што бил или на први спрат или во зграда. Ама си го најдовме станот баш Traumwohnung, што се вика за нас, во куќа. Многу спонтано, многу интересно го најдовме и се преселивме на 1 септември. Значи се случи некако брзо беше. Брзо беше дека усвари септември ми беа и првите испити и на одмор бевме, Миле беше со Тино во Македонија и јас исто малку бев во Македонија за свадба. Така да не беше бајги хаотично, ама многу ми е мило што конечно се најдовме, стварно многу ни е убаво. Здравје, Панче, ќе ни дојдеш на гости. Имаме огромна градина, сега не е баш за надвор, ама на лето ќе бидат тука фешти. Меѓу другото планирам и ова сега се зарекувам петошно во Германија, дека јас ќе организирам во нашата градина правење на ајвар. Ќе купам од некаде, не знам како тоа ќе се случи, 100 кила пиперки и ќе си купам ќумбе и ќе видам тука дали смее на дрва, ако не смее, нели да видам како да ни дозволат. Да се печат пиперки, да се лупат, значи се тоа порано што се правило во Скопје, сега во Скопје веќе во тамна немам видено или немам мириснато така некој да прави, во Богданци, сега бев во септември. И стварно, онака мириса на пиперки луѓе уште прават. И мене тоа многу ми фали. Онака на Миле му викам, дај, викни ме сега добро на ден, бев само таму. Да бев на подолго, викам, дај да седнам да излупам некоја пиперка. И тоа, не знам, многу ми беше убаво порано. Ке баба ми сите помини замени, некој комшија ќе дојде, ќе седне, ќе излупи нешто или ќе промеша малку. Баш ми беше момент на заедница. Најакото беше порано, се сеќавам од детството кога беше,
Значи сите цело мало, сите прават и сите лупат, сите онадот и најако беше Да. другиот ден, бидејќи 2 дена се прави ајварот, нели? Првиот ден се Да, пече, па да, се да. лупи, па се мели, и тоа се остави, и другиот ден се пече зетини 315 циркус, и после тоа кој ќе биде готово, сите со рибанките, И наказан, мацкај и директно, мачкај леле. директно од тавчето, од секој ајвар, од секоја комшика, од секој другарче, имаш пробано ајвар. Значи тоа било доживлење. Ти кој што рече, може да те држам за зборот, ја те пишав таму. Да, готово. Тоа ќе се Дали случи. Да, дали Марина ги усука јуфките, ја ти кажам, порано, здравје кога бевме порано ги правевме тие циркуз у Македонија, па праќа нагоре ваквото. Сега виже, Да. поминаа тие времињата, сега оди вакво у Кам, оси одам у Кам, си Па купам да. мамаз, јас сум мамаз, си го Мама купам се мамаз, има и друг DM од Гевгелија исто многу добар. окей, а за Неплатена реклама, мамаз им се направивме и на двајца и на ќе двата си бренда. ставиме некое тегленце тука, јуфките од Кам, има убави јуфчиња, те кесиња си ги наполниме тука и куверчето ни е полно, и еве ги сега таму се стоат у рафтот и чат пат, најде ми кажа што ќе јадеме проигам. Ај ставиме тоа јуфките, ќе се казваме јуфчиња и така. Јувки е фиксно најбољи, да. Сега ние правиме уште, односно моите прават многу добри јувки и свекрвата исто правеле лани со Миле и он помагал и ни прати супер, стварно вкусно си стигде да се. И сега кога се селевме, нели ке чуваме работи од подрум и Миле ми вика затвори очи, ајде и пружи ги рацете, да викам што ќе ми даде сега што нашол у подрум и осекам само вака некоја вреќа и со нешто крцкаво внатре, вика јувки цела вреќа сме заборавиле, вика има нели две имало. Едната сме ја изеле, уште една. Панче уште ја јадеме, значи прави, не се прави децава, нели најбрзо јадење тоа. Ја па со се ги правам, и со месо, и со сирење, и со се. И стварно ме спасува многу. И некако не се трошат. Прави, пак има уште у тоа торбата. Мислам ги префрлив, ама нема везе. Сега може мамици и тати се донесат нешто. А не знам дали ќе имаат место. Ама да, добро, знам што сакаш да кажеш, почна стварно и добри јувки, купечки да се прават. Има и добри, значи кај што има добар ајвар, има и добри јувки. Апсолутно. Да, ама ја некако се со мало куферче идеме во Македонија последнива година дена не можев да си отидам на рад и се со мало куферче и ништо не можев да земам, ама здравје до година планирам, сега многу ми се направи кејфот во Богданци и сакам повеќе да седам и таму и во Скопје, ама повеќе таму. Некако да направам до година месец дена да си и да работам и да Еве сега пак ќе се вратам на твоја работа. На твоја работа пак ќе се вратам. Флексибилноста е, да. Верувам дека можеш ти од Богданци да работиш. Да, од секаде. Само лаптопот ми треба. Само лаптоп ти треба и ти треба стабилен интернет, ништо друго. Да. Рестот е... Тоа е супер, стварно, тоа е и го користам, да ти кажам. Порано ке со многу често ствари самата знам да сум таква да сакам некои работи, ама уствари сакам да има можноста да ги правам тие работи, Миле за тоа секогаш не зеза. Ама сега стварно некогаш знам, ако некако не ми се седи дома или ако имам нешто, еве денес на пример имав работа во град, си го земав лаптопот, си завршив работа во град и после тоа си седнав во кафиче и си работев 2,5 сати и си јадев убави работи, си служе, стварно супер беше онака. Сигурно и сеир си гледаше таму лево десно. Не, студентарија па и секој своја работа се гледа, често одам во тој кафич, така да се знам дека можам и на таму да работам. Не си од Велес. Ние велешни се. Не знам, може мене ме оговарале, ја не си гледав сеир. Да, така, Марина, ете, ја гледаш, значи, па ќе речам, ти си жив пример како може подкастот да те дотера на правиот пат. Да. Така е. Шала на страна, сепак прекрасно може малце, ама верувам дека доста интересно за сите, ете што ни се деси во претходните 3 месеци, верувам дека сега може да не сватите и не да разберете, ама и си имавме и добри одбори, мора да се признае дека ти си помине вако, јас си бев и Македонија, си истеравме 2 свадбички, многу беше убаво, така да покрај работата или покрај ангажманот, ја секогаш викам кој работи, треба и да одмара.
што треба секој да си го пружи, секој да си удоволи за да може или да ги наполни батериите, за да може после тоа енергија да има за понатамошните проекти. Еве, ние си се одморишме, сега си имаме ваквое и едва си чекавме да си почнеме, едва си чекавме, ама сепак си имавме ние некои си планчиња и си рековме, окей, тогаш и тогаш, тоа ќе се средат некои работи и после тоа сме малце полабави, ако Марина и понатаму ќе биде можеби малце повеќе за вакво, можеби ќе се деси понекогаш и Панче сам да го слушате. Сега колку ви интересно, верувам дека ви интересно, ти го Супер слушате. беше, не си ги слушнав епизодите, супер си и сам. Ама сепак имаме ние некои планчиња, сакаме да донесеме или да слушнете, да речам гости кои што ете во Германија се снашле, успеале да го споделат тоа своето искуство. Имаме веќе некои конкретни планови, меѓутоа за плановите отом потом, кога ќе се реализираат, секако ќе најавиме некои работи, а верувам дека најинтересното ќе биде дека нашите пријатели, кои што ја ги викам легачи евент, легаци евент, беа доста вредни во прошлиот период и ќе ни донесат доста нови занимливи настани во Германија. Бога ми, кога почна да објавуваат, исто беше тоа после летната пауза, еден друг, трети евент, викам, што се деси? Прво викам да не е од истава агенција тоа, ама после видов дека се они се организираат и стварно и ме радува што некои работи се тука и во близина, значи и во Франкфурт има. Посебно за Тино и Атанас што ги пропуштив во Дортмунд, мислам беа годинава. Ги пропуштив тогаш, ама овој пат нема шанси да ги пропуштам. Што ќе се, значи сега да не ме удречи некој, 9 ноември се во Франкфурт. Тино и Атанас се на 17.10 во Хамбург, на 18.10 се во Берлин, на 19.10 се во Лајпциг, потоа 24.10 во Штутгарт, 25.10 во Нирнберг, 26.10 во Минхен, на 7.11 се во Дизелдорф и завршува турнејата нивна на 9.11 во Франкфурт. Also, Tino Atanas. Значи јас да крунен Abschluss ќе бидам таму. Најверојатно, Марина, ќе бидеме заедно и јас сум кандидат за Франкфурт на 9.11. Следниот настан кој што исто така треба да го кажеме или да го спомнеме е тоа дека нашиот врвен музичар, познат пејач Владо Јаневски, ќе гостува исто во организација на Legacy Event на 21.11 во Берлин. Маце ни е далеку таму, не верувам дека ќе стасаме во Берлин. Но можеби ќе се потрудиме да ни биде, ќе ни биде чест и задоволство доколку ни биде гостин, како што ни беа нашите познати Каролина, Стефан, кој беше друг таму ги говорив? Адријана, Андреј, Имавме многу убави гости. Да го ставиме во нашиот ѕид на гости, кои што си го правиме, познатите личности кои што ги имаме тука во Германија. И Марина, за твојата генерација, ја не ги познавам, мене не ми се познати, Нокаут гостува. Нокаут, значи... Стварно не си ги слушал? Како не ги знаеш? Морам. Ама ги знаеш, валјда некоја песна знаеш. Слушам нешто сега полека. Имаше нешто со... Слушав сега ми испадна, знаеш, и мобилното кога ќе почнеш некој работа да ги пратиш и самите ти праќаат они после тоа што си гледал. Да. Ваква речи го непријателот пратил позадина и ти праќа некои работи и така да слушнам некои работи од нив, али еве и нив да ги најавиме на 12.11 во Минхен, на 22.11 во Штутгарт и на 28.11 во Дизелдорф. Ако ме убедат или ако ме притисаат, најверојатно дестинацијата ќе биде Дизелдорф. Да, не Штутгарт? Некако ме поише нагоре ми влече. Ајде таман кога сме таму може и Македонско сонце да ги посетиме.
Да, некако не влече многу натака. Еден другар тоа ми кажа, многу ти нешто во нерве. Не, јас сум Хесин во срцето, ама, па да, многу повеќе македонци има таму, повеќе, најинтересните работи се дешаваат во нерве. Тоа сме реални. Некако, знаеш како, јас сум реален, кој ќе фатам надоле, падот ми е за Македонија. До Штутгарт некако... Кој сум веќе тргнат надоле. Кој ќе тргнам више надоле, одам за Македонија. Сега Штутгарт, ајде, добро, ама некако вакво е, некако повише вакво е надоле. Значи, ќе имаме бурна есен, не бурна во смисла на вакво речено на настани, меѓутоа верувам дека многу од слушателите ќе се одлучат, бидејќи вреди да се доживеат овие настани, посебно организацијата на нашите пријатели Сашо и Филип Зикови им е многу убава, значи тука не треба тоа да го занемариме, дека се е под конец, дека се си организирано, се си онади, и дори и публиката тоа го доживува. Посебно за мене беше посебен доживљај кога самата публика после концертот фактички му возможуваат да се сликаат или да застанат, или да се поздрават, или да направат мувет со, да речем, гостите, што да речем во некои други работи. Стварно многу убави дешавки беа тоа, да. Многу си го минавме. Многу го сминавме ние. Стварно јас морам да ги споделам, да ги споделиме тие работи, што стварно... Да, тоа не е баш да се земе здраво за готово. Реално, дека долго време тука и јас себе 18 години наполнив, а ми текнува порано не одев воопшто на такви некои собери, не беа тоа концерти со пејачи што се организирале, значи за нашата заедница, туку нели као собери со музика, со слично, и не ги биеше баш добар глас. Значи, буквално да ти е страв да се, дека ќе се истепаат, дека некој ќе почне некој муабет за една партија и друга партија и тука ќе бидат тепачки и таков некој вајб имаат таквите некои средби, ама тоа многу се смени, стварно и со Легаси, а и плюс и со Македонско сонце, значи морам да кажам, они дека нели не се агенција, туку клуб, че го прават баш за промоција на македонската култура и идентитет и се многу доследни и еве, значи уште си обстојуваат и си работат и се организираат настани. Од почетокот не знаев, викам добро, супер, нели си почна и баш се мислев до кога нели ќе имаат и капацитети и сила, ама не уморни се стварно. Алалди име и стварно да си таму во близина, можеш комотно и да се малку да се заангажираш во некој клуб. Мене тука ми фали, значи има во Франкфурт клубови, ама тука нема некој така малку да нешто да потпомогнам, да нешто со организација, со било што, не знам сега што точно прават клубовиве. Или со игроорна, тоа ми е, значи мене ми е многу голема желба да научам, да ги научам сите наши ора, тие потешките, потоа како и секој од моја генерација. Јас сум била нели на игроорна порано и убаво ми беше. И сега си имаат они таму редовни тренинзи, онака секоја недела можеш да отидеш на игроорна и тоа не е некој ајде да се зезаме, туку сериозен тренинг и после со настапи. Алалде има стварно многу сакам такви работи. Ние на нашата свадба имавме игроорци, Миле долги години бил игроорец, ја баш му дадоа некоја благодарница. И така, значи за тие што се таму, да. За тие што се таму стварно еден повик и да учествуваат на настаните они што ги организираат, ама и да се вклучат некако. Има нешто посебно кога ќе дадеш свој придонес во твојата заедница едноставно. Точно. А од настани они имаат настани, сега баш ме радува со Тино Атанас што општо со стендап комеди дека се проширува, и што сум кажала дека многу го сакам тој вид на забава. Сега ова зима они го организираат Македонско сонце, ќе донесат Надица Петрова тука во Ратинген на 7 декември. Не знам си ја знаеш? Не. Си ја видел сигурно, значи имаше некои смешни видевца, си ја видел сигурно.
Баш ќе биде интересно, многу сакам такви работи да видам. Ќе се информирам, но пред Ети, кога зборуваме за Македонско сонце од Изодоров, верувам дека ќе најдеме место и простор и емисија, секако дека ќе ослободиме емисија или ќе најдеме емисија да го поканиме нивниот претседател Блашко Тимковски, кој што верувам дека е главен, да речем, не главен, меѓутоа еден од главните мотори или главните двигатели на целата, да речем, таа агенда што имаат Македонско сонце во Изодоров, така да он ќе му дадеме простор и ќе му дадеме време да си ги каже, да си прозбори, да си отвори душата за Македонско сонце, ама не само за Македонско сонце, туку и општо за некои други работи, како од професионална, така и од приватна, бидејќи тоа е од моја страна гледано доста интересна личност, која што општо си го нашла или успешно си го нашла патот или си го трасира патот во Германија. И верувам дека, како што рековме пред тоа, ќе носиме накако, ќе поканиме. Не, сега да ќе поканиме, ние си имаме, еве како како што кажа, нели ти со Блашко и други вака личности, ама сега имаме вака идеја кои сакаме да ги поканиме, ама и повик некој ако сака да си каже нешто, да сподели својата приказна. Имавме многу успешни интервјуа на овој подкаст. Пишете ни, ќе организираме, ќе се слушнеме и ќе снимаме. Ја, Марина, ва епизодава испадна за мен испадна како една ретроспектива на тоа што сме правеле и сме го примениле во пракса. Така е. Пред да кажеме дека пред да почнеме не бевме сигурни што точно како ќе се одвива епизодата и рековме па да снимиме па ќе видиме како ќе се вика. Ама добро, па ја многу имам исто кажано дека слушам многу подкасти и сакам да слушам некогаш така епизоди со теми кои што малку се као неврзани, као ништо нели конкретно, ама пак интересни. Се надевам барем дека беше интересно. Отворен истина. Ја верувам, за мене беше интересно. И мене, да. Барем ние си се слушаме. Така да... ама сепак не смеме да го заборавиме денов. 3 октомври. Да, така е. Братството, единството, тоа мораме да ги спочитуваме, не? Мислам, сега ја и ти сме по пасош германци. Ние мораме да си го почитуваме нашиот празник. Бројки не најдов сега. Паче останувајќи бројките, а бројки не најдов. Знаеш дека заборив дека ти беше бројки беа в тракта? Ја, најдов еден новитет кој што не сум го знаел за денот на Deutsche Einheit. Денов на 3 октомври, денов на Deutsche Einheit. Денот на Einheitот, на германското единство, така е на. Ето од преведуваш. Замисли си, овој празник го празнувале западно германците и пред да бидат заедно. Ама го празнувале и сега слушај работа сега. Го празнувале, че се викало Tag der Deutsche Einheit, aber mit kleine D. Така ли? Ниш mit groß D. Значи, тоа го најдов, денеска баш малце се припремав и викам, чекај да најдам нека бројка, ама не најдов така некоја интересна бројка и викам, ама ова е интересно, значи, сепак они го празнувале тој празник, ама го празнувале со мало Д. Оти не биле заедно сите и не се осеќале како големо Д. А од кога се здружија на 3 октомври, пред 35 години, мислам, това ќе не биде јубиларно, значи денеска е јубиларно, 35 годишнина, да? Од кога се здружиле... Да, стварно, 1990, да. 1990, да. Од кога се здружиле, тогаш е приименувано во такта Deutsche Einheit со големо Д. До тоа дојдоа работиви германци. Едно 35 години не се многу, Панче. Од историска гледна точка тоа е ништо, секунда, милисекунда.
Ја морам да речем, ја можам да кажам, јас сум 33 години тука, значи 30 пред 2 години пред да дојдам, они се изненадија, мада јас не се сеќавам на тоа време, морам да речем, се сеќавам бледо дека нешто се деси у Берлин, ама доле бев и многу не се занимававме за тоа што се десило ваквото, и се уште убаво ни беше у Југославија и се уште ние бевме братство единство, таму ни беше братство единство, ама вака ќе размислам, јас сум 33 години, они за 35, а за тука нека врсници сме со ваквото. Така да, драги наши, ете и слушности за тоа, нешто ново за мало Д и големо Д, мислам, ние се расправаме за вакви празници, за накви празници, а они тука со мали и големи букви се расправале пред 30-40 години. Така да ќе има секогаш, нели, се празнува и во Германија, па и во Македонија, еве мајка ми се поканети во германска амбасада со хорот и ќе ја пеат германската химна. Да. Па фридите се во амбасада, ќе ја пеат германската химна. И да, баш мајка ми пушташе да говори пораки да видам изговорот како е. Супер се нормално, да си се премни, да. Беа еднашка, мислам, на проба или не знам, некако беа во контакт. И сега мислам дека ќе пеат, морам пак да ја потпрашам како е организирано, ама сигурно ќе има нешто. Мене што ми се има случајно, иначе вака на, па да, во контекст на муабетов, кога работев во бiro за странци, бев многу, значи, секоја втора сабота, кога Лука не беше кај мене, идев да работам. Тогаш ми беше најопуштано некако, нели, на рад можеш да си работиш, да си завршиш многу работи, ќе си пуштев музика и терај. И еднаш онака идам и на пат натака гледам нешто тивко, нема коли, влегувам у Ратхаус во општина нешто не е развижено, обично и во сабота работи тоа, нели, за пријавување. Татбиро и не работеше и гледам нешто за градоначалничката тука, нешто гости ово, но нема врска и си влегувам, јас си пуштам компјутер и го гледам датумот 3 октомври да ти било, ја на работа отидов. Се куцнав со цел памет на 3 октомври. И а тоа дека беше одма во атриум на приземје. Може да прачам нешто. Колку доби тоаш? 350%? Ништо на празник не се рачуна времето. Никој не кажав на никого, не приметен, мислам, си работев, јас и што работата не ти бега, ама не ми се рачунаше. Сега ти кажам така да... Тоа што не си била германка, што? Да, тоа беше пред сигурно некои 5 години, да видам кога се паднало 3 октомври. Сабота. Да, како да е празник е во сите 16 покрајни. Точно. Одмарајте. Така да имате убав убав викенд и убав празник. Сакав уште нешто да споделам што го дознав периодов, односно што и го почнавме со син ми Лука, се запиша на настава по македонски јазик онлайн. Тоа сакав да го споделам. Значи ние бараме одамна нешто, некој формат за да учи он македонски, онака апла со наставник. Тука во Гиза немаше ништо, односно нема се уште ништо. Едно време имаше некоја акција таму со школото, ама тоа не излезе и до Франкфурт ни е далеку и општо до други градови ни е далеку да возиме еднаш или неколку пати неделно, така да оваа онлайн опција беше најдобра. Тоа беше уствари од Агенција за иселеништво на Република Македонија. Има некој како оглас, нели, ако сакате пријавете се пријавивме и ни стигна линк за наставата, ќе се случи тогаш и тогаш. 2 пати неделно е. Тоа многу ми се свига, се што е 2 пати неделно или повеќе ми се свига, дека навикната во Германија, нели, се да е еднаш неделно. Имаат прво за почетници и после за понапредни деца, значи почетокот на часот 45 минути е за почетници, другите 45 минути за напредни деца, и на Лука му беше малку незгодно дека не знае он да чита многу добро, мислам ги знае буквите, сме учеле азбуката, ама не знае убаво течно да чита и затоа до него седев првите 2 часа. Ама сега веќе
И сам си се уклучил преска, баш ми кажа, заборавив да го потсетам, односно во вторникот заборавив да го потсетам да се уклучи, вика не, си знам, јас си ставив аларм. Многу, значи добра, супер име наставата. Имаат наставничка, сега не знам од која школа, да не излажам. Многу е вака добра, посветена, ги креват цело време, значи ги спрашува сите деца што се на часот. Тоа ми се свиѓа, на Лука му е таков страф му е, викнува да не ме крене, што да кажам. Викам, кажи, ако нешто не знаеш, кажи не знам, не е страшно. Да. Има дечиња од секаде, тоа е ствари за деца во странство, македонци во странство. Така да... Старосна возраст, некоја ваква да нема? Па нема, он е, мислам дека он е најстар. Сега не нема сите камера, не ни гледав, ама мислам дека он е најстар. Со 14 години, повеќето мислам што се таму веќе знаат да читаат или биле во школа во Македонија, претпоставувам. Сега не знам, ти викам, не знам кој се уште таму, само вака што слушав кога седев до него. Иначе стварно можам да препорачам, ама не знам дали им е отворено уште за пријави, дали можат уште деца да се пријавуваат, тоа ќе го потпрашам дефинитивно. И следната епизода ќе кажеме и ќе објавиме каде може да се пријават дечиња, дека стварно тоа е супер вака за онлайн, па и плюс за деца, знаеш, 45 минути, саат и пол, обично колку што траат часови по некој странски јазик е многу за мало дете, вака 45 минути таман им покажува, има материјали, се им покажува на екран, читат, домашни имаат, стварно мене многу ми се свиѓа. Децава само од Германија или од цел свет, се да речем? Па од цел свет, не само од Германија. Сега не знам точно кои држави беа, ама има и од други држави. Значи, Азо, интересна тема исто, која што верувам дека ќе следиме во наредните, синот Лука, значи синчето на Марина Лука е лайв, можеби Марина ќе ни понесува некои си збивнувања, исклучки од часовите на Лука, така да ќе ве држиме не во неизвестност, ами ќе ве информираме што и како напредува. И верувам дека и оваа тема ќе ни биде, да речем, во наредните епизоди тема која што веројатно не ќе обработуваме, меѓутоа ќе спомнуваме често, бидејќи тоа е успешно, добро е кога децата, јас можам да речем дека моите ќерки не одеа на школа, дека немаше на време до такви работи. Меѓутоа покрај нас или покрај она што ние на пример го негуваме дома кога се зборуваме македонски, мада јас сум дома поише германецот, најца секој ме караат и многу цело време збориш на германски ама децата покрај тоа сепак го владеат македонскиот јазик. Да ти кажам, имав еден момент јас на тој час, сега ми текна. Вака кога седеш и сега го гледам малце нешто нервозен, така возбуден, дали ќе го кренат ово, она од една страна ми падна сладко, викам, види го сега, знаеш, дете сега се учи јазик. Ама од друга страна, знаеш, така некако се разнежнив или некако, не знам, таква емоција ме фати. Си викам, стварно емоција ме фати, си викам, еве, здравје, да остане на часовите, да продолжа, да научи супер и да чита. Само збори, ама не знае да чита ни да пишува убаво. И сега си мислам со целиот тек на настаните и во светот, не сам и во Македонија, ама и во светот, си викам, шо ќе му остане вака за 6 години здравје, ќе биде дедо. Дали ќе биде приказната да им вика на децата и на внуците, значи не, може им сега во најдобар случај ќе им рече, абе вие срекни сте, тука се македонски во сите школи во Германија се учи. Порано јас баба ви, прабаба ви ме праќаше на онлайн настава, сега е лесно да се научи македонски. Или во најлош случај може да им каже на германски, јас пред 50 години посетував настава по македонски, сега веќе не се изучува никаде. Значи, реално, што знам, ја мислам дека и тоа е опасност. Како што трнала работава да ни ги негираат и јазикот, идентитетот и се, стварно ме фати емоција, морам да признам. Ја го
тема е ваква малце, мислам дека привидејки се уште, поготово сега, ја паѓачам, јас сум од таа генерација кога тука дојдов и кога тоа го немаше, не постоеше тука, значи не сме го ставиле тоа како мисловна именка да побараме. Ама Панче, колку сте биле порано тука за сега, реално, Марина, нема многу интерес. Без разлика. Значи, да побараш или да речеш, окей, детево моје да учи македонски. Самата близина или самата маса, верувам, ја верувам во луѓето, самата маса, или тоа што го видовме или што го гледавме, например, на настаните кои што ги посетувавме, дали беше во Дизелдорф, дали беше во Мајнц, значи, јас го кажувам тоа, порано, таква хала полнела една држава Југославија. Сега полни една држава Македонија. Значи, од таа сама, например, од тој да речем, сега не верувам дека луѓето скроз ќе се еве, например, ја и ти сме, ти си толку 20 години, јас сум 30 години, а сепак е македонски јов горе-доле на водници, го зборуваме за да можеме еден подкаст да водиме. Значи, не се работи за заборавање, него општо вака како што те работа, ама реално на тие настани кои има дечиња, они на германски се зборат меѓу себе. Тоа и до некаде нормално. Апсолутно. Меѓутоа, тоа што го научи левите, што ми ќерка има едната 30, другата 20 години. Значи, они немале многу контакт, например, кон ние, например, сега, например, вие, вашата генерација, или твојата генерација, например, рајте ти идеме па со другарчиња, македончиња, ваму таму горе-доле, па ако зборуваат они германски. Ама македонскиот е да речем Мацо Дојч зборувам, или Дојч Мацо. Ама сепак тоа, времето немало тоа, ние цело време сме зборували или они зборували контакт со германчи, неziните ни ваква. Ама кога ќе отиде у Македонија, сепак крши јазик, зборува македонски. Да? Така да, ја ако сум за некои работи што се работат доле, например, сега ќе фатиме малце, не политиката нема да фатиме, не сум оптимиста. Меѓутоа, во поглед на јазикот, во поглед на културата, во поглед на ајварот, во поглед на пинџот, во поглед на белешката пита и останатите, да речем, тие работи, ја не верувам дека тоа еден ден, да речем, ден може вакво, не се знае светов кај оди вакво, меѓутоа не верувам дека тие работи, дека така се хорор или црно сценарио, дека тоа ќе го нема или дека ќе снема веќе ништо. Кај ќе оди? Ќе пикне некој, ќе однесе нека на друго место. Па не, тоа не, ама добро, се има разлика меѓу дали традиција и вкусови и ово она и јазик како основен или елемент на идентитетот на еден народ. И треба да се Trump bleiben, што викаат германциве, да се нели да не се заборави. Македонско сонце. Ево го кажам пример, Македонско сонце Дизелдорф. Секоја недела игрорна група. И паѓачам, игрорна група играе. Значи не е тоа дека немаат они или нема и вакво. Македонски клуб фудбалски, скоро 2-3 клуба фудбалски има вакво и во Германија. Значи тоа сепак се, аз верувам дека таа традиција или тој дека тоа ќе остане, дека тоа нема да згасне или нема. Паѓачам, они нека негираат или вакво да. Ќе видиме. Како и да, јас сакам да се што сум кажала неколку пати, ќе кажам се што е во моја моќ да биде таа првата верзија од емоцијата што ме фати, да биде, сега е лесно да се учи македонски, порано беше тешко, сега е веќе стабилизиран и вкоренет јазикот тука и во ова општество и таму и во сите кај што сме македонците на светот, така да. Марина, сладок мувамет, се гледа дека не сме правиле одамна мувамет, ја и ти. Да. Ако нема да мислат сега дека ние не контактиравме во претходните време, ние си имавме контакти и понатаму, меѓутоа контактите не беа така интензивни како што на пример на подкастот се. Да зборуваме, да се лафиме по 50 минути или по саат време. Ние си кажувавме како си, шо правиш ваму таму, оди кај тебе, оди кај мене, ваму таму, ти рековме рече, тоа си го имавме ние, че бевме ние постоен контакт, меѓутоа сепак друго е на пример на подкастот кој ќе си кажеш некои работи. Also, луѓе наши, слушатели, прекрасно што сме видат. Ние се осеќаме супер што сме повторно тука. Така е. Што самите се слушнавме, верувам дека и настави се слушне. Емисијата беше поучна, ако беше малце повеќе,
верувате што се десило и како се десило, меѓутоа сепак разбравте дека и некои работи можете, ако ги служите, да успеете или да просперирате понатаму. Чекорче по чекорче. Затоа сме и двајцата живи пример. Така да, останете ни со здравје, убав викенд. Ја ќе летам у јужните краеви, малце подро од Македонија. Супер. Мала тајна. Ми имале ли некоја епизода кај што не си имал одмор после тоа? Не. Ако Панче Гундија. Ja, das auf jeden Fall. И може би ќе се чуеме и оттаму, ќе видиме зависи како ќе биде Марина расположена, како ќе биде временски онадена. Ја ќе си ги носам еквипмент, ќе го носам со мобилното и вако да ќе го носам со мене. Екзотична земја, убава земја, затоа ве поздравуваме и слушате не во Петочно во Германија со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус.